Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Новиот состав на Советот на Општина Виница ја одржа конститутивната седница. За претседател беше избран Тони Велков од коалицијата предводена од СДСМ, а изгласани беа и членовите на комисиите што ќе работат во состав на Советот. Советот на Општина Виница и официјално ја доби верификацијата на членовите кои влегуваат во неговиот состав за наредниот 4-годишен период. Со одржувањето на конститутивната седница со која, според договорот на двете советнички групи, раководеше досегашната претседателка Благица Андонова, беше потврдено од и новиот совет ќе работи брзо и ефикасно. За околу 1 час беше избран новиот претседател, како и членовите на комисиите. По предлог на координаторот на советничката група предводена од СДСМ, во следниот мандат со советот ќе претседава Тони Велков. За него гласаа 8 советници од неговата политичка опција, додека 7 советници од опозицијата беа воздржани. Со тоа тој ја доби потребната поддршка, пошто ја презеде функцијата и се заблагодари на довербата од мнозинството. Пред се благодарам, се надевам дека во иднина ќе имаме одлична соработка со сите советници и од позицијата и од опозицијата и нормално ќе донесуваме правилни одлуки во интерес на сите граѓани во општина Виница. Исто така и со градоначалникот очекувам дека ќе имаме одлична соработка, исто така и кај него најпаметни одлуки, заедничко решавање на сите проблеми. Иако ова му е прв советнички мандат на Велков, тој смета дека тоа не е пречка за нормално функционирање на Советот на Општина Виница. Честитки за неговиот избор упати и градоначалникот Ивица Димитров, кој неколку часа пред одржувањето на конститутивната седница ја презеде и функцијата. Денес во 9 часот направивме предупредување со претходниот градоначалник Емил Дончев, разговаравме за тековните состави, каква е финансиската конструкција во општина Виница, значи видовме дека општина Виница е задолжена општина, така да во наредните 4 години ќе се обидеме овој долг да го намалиме или целосно да го покриеме. Значи, разговаравме и за проекти кои се во тек, меѓутоа, како што видовме дека за сега нема некои проекти кои што ги работи претходната локална власт. Се надеваме дека во наредните 4 години овие работи ќе ги зголемиме и ќе се интензивираме во работењето на нашата општина. Димитров рече дека се уште нема сознанија колкав е вкупниот долг на буџетската сметка на општина Виница, но дека веќе дал задача на стручните служби да ја утврдат сумата и најави оти во наредните денови ќе ја информира јавноста за тоа. Во рамки на конститутивната седница на Советот на општината беа избрани и членовите на дел од комисиите што работат во негов состав, а се утврдија и советниците кои како представници од локалната самоуправа ќе присуствуваат на склучувањето бракови. И Советот на општина Чешиново Облешево одржа конститутивна седница на која коалицијата на ВМРО ДПМН и Народното движење за Македонија за претседател го избрале Васе Анакиев. Советниците од СДСМ пак со оценка дека поради кавги немало услови за работа ја напуштиле седницата, а за идната недела се најавува одржување на нова. Тони Ајтовски со деталите. Недоразбирањата во Советот на општина Чешиново Облешево започнаа уште на одржувањето на конститутивната седница. Набргу по незиното започнување таа била прекината, а дел од советниците си заминале, па на состанокот можеше да се забележи присуство само на 6 од нив. Според поранешната претседателка на Советот Тина Петрова, согласно деловникот за работи и статутот на општината, таа ја отворила седницата, а потоа раководењето му го препуштила на најстариот советник Игор Нисов. Била избрана верификациона комисија која ги потврдила мандатите на сите советници. Според Петрова, работата застанала при предлагањето кандидат за нов претседател на Советот. По предлог на СДСМ беше предложен господинот Игор Нисов, а од коалицијата на ВМРО ДПМН беше предложен господинот Васе Анакиев. 5 членови од СДСМ по меѓусебна изрежирана караница ја напуштија седницата со изговор дека немало атмосфера за работа. Но останатите 6 советници продолжија со работа, но администрацијата по налог на градоначалникот беше изземена од работата на Советот. На работата на останатите советници се избра претседател на Советот на општина Чешиново Облешево, господинот Васе Анакиев, со мнозинство, со едногласно од сите останати членови, 6.
Петрова рече дека советниците кои останале на седницата ги формирале и ги изгласале комисиите на Советот, како и членовите на управните одбори. Во меѓувреме, од општина Чешиново Облешево беше испратено писмено известување до медиумите, во кое стои дека на конститутивната седница, на која присуствувале сите 11 советници, поради кавга за позиции и немање услови за работа, Советот останал без кворум. Затоа се вели во дописот, седницата се одложува за една недела. Жетвата на оризот во Кочанско реализира на 100%. Приносите на незадоволително ниво, односно во просек 430 кг по декар произведена оризова арпа. За квалитетот и цената не може да се зборува, бидејќи откупот на арпата и белиот ориз се уште не е започнат. И официјално заврши жетвата на оризот во Кочанско. Вкупната жетвена површина под оризова арпа за производната 2017 година во Кочанско изнесуваше 2950 хектари, од кои 385 хектари засејани од страна на земјоделски предпријатија, додека 2565 хектари засејани од страна на индивидуалните земјоделски производители. При тоа е остварено производство оризова арпа од вкупно 12.691 тони, од кои 1790 тони остварија земјоделските предпријатија, додека 10.900 тони се кај индивидуалните земјоделски производители. Приносите пак подпросечни, истакнаа подарачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Остварениот просечен принос по килограм на хектар, вкупниот принос изнесува 4302 килограми по хектар, од кои земјоделските предпријатија 4650, а индивидуалните земјоделски производители 4250 килограми. Значи, заклучно со денес, жетвата е завршена во 100%, можеме да кажеме дека приносите се на незадоволително ниво, односно просечно се фаќа околу 430 кг по декар или 4300 кг по хектар произведена оризова арпа, додека за откупот и за квалитетот ќе разговараме подоцна, бидејќи уште не е почнат откупот и ќе видиме кој ќе биде квалитетот на овогодишното производство на оризовата арпа. И за цената на оризовата арпа, додава Миладинов, ќе се зборува откако ќе стартува откупот, кој што во Кочанскиот регион се уште не е започнат. Со света Златоустова литургија на која ќе началствуваше владиката Иларион и свештеници од Брегалничката епархија, беше одбележан празникот посветен на светиот Димитриј Солунски Мироточив, кој што воедно е и празник на општината Зрновци. Голем број верници присуствуваа на чествувањето и подигаа панагии за здравје. Со вечерна богослужба наспроти празникот и со света Златоустова литургија на која ќе началствуваше владиката Иларион и свештеници од Брегалничката епархија, беше одбележан големиот христијански празник посветен на свети Димитриј Мироточив Солунски, кој што воедно и храмова слава на истоимената црква и празник на општината Зрновци. Владиката Иларион, зборувајќи за светиот Димитри, им го честиташе празникот на сите верници. Најнапред честити вечер нека е празникот, посветен на светиот великомаченик Мироточивиот свети Димитриј Солунскиот чудотворец, на кој што е посветен овој храм, но не само што е посветен овој дрвен храм, туку и свети Димитриј покрај тоа што е заштитник на градот Солун и Солунско, тој е заштитник и на општината Зрновци, и користам ова прилика да им честитам славата на општината Зрновци, посекувајќи свети Димитриј постојано да биде тука, постојано да ги заштитува и запазува луѓето кои што живеат во оваа општина, да ги благословува и да ги пази од секакви болести и неволи, а исто така и светиот Димитриј нека се моли за сите луѓе во светот. Навистина е храмот прекрасен, бидејќи полека по полека се доукрасува со фрескоживописот. Се надам дека за брзо време ќе се заврши фрескоживописот, ќе се направи подот и на овој стар храм, кој што доби нова убавина, кој што стварно заличи на еден православен храм, ќе направиме едно проосветување во годините што доаѓаат, се зависи кога ќе заврши неговата работа, така да овој храм бил и ќе остане светилиште за луѓето кои што живеат во ова населено место, а исто така и овој храм е место од каде што сите луѓе се осветуваат, од сите луѓе кои што ја добиваат Божјата благодат
и од каде што добиваат топло и молитвено застапништво од покровителот Светиот Димитри Чудотворец. Владиката Иларионија искористи приликата да му се заблагодари на градоначалникот Станков за досегашното залагање за изградбата на двете цркви во Мородовис и Видовиште, но и од името на целото свештенство му го честиташе мандатот и го благослови и понатаму да работи честно и мудро. И градоначалникот ги поздрави и им го честита празникот на сите верници. На сите граѓани на општина Зрновци да им го честитам празникот и патронот на општина Зрновци во чест и слава на Свети Димитрije Солунски. И посакувам на сите многу здравје, долг живот и многу среќа во нивните домови. По завршување на литургијата беше пресечен и славскиот колач, а оние кои што имаа куќна слава или го слават својот именден, подигаа панагии за здравје и бараа молитвено застапништво од Светиот Чудотворец Димитрij Солунски. Одбележувањето на празникот на општината продолжува вечерва со културно-уметничка програма на која ќе настапи Даниела Темелковска. Со писмено известување објавено на социјалните мрежи, ад-хок телото ја информира јавноста дека го презема раководењето со фудбалскиот клуб Осогово. Според дописот, назначен е нов стручен штаб на чело со тренерот Крсте Крстев, а повикани се сите фудбалери да продолжат со редовните тренинзи. Ад-хок телото за решавање на проблемите во фудбалскиот клуб Осогово го презема раководењето со клубот, откако досегашниот управен одбор и комплетниот стручен штаб си поднесоа оставки на функциите. При тоа назначен е нов стручен штаб, во кој влегуваат Крсте Крстев како главен тренер со УЕФА А лиценца, Александар Андов како тренер на голманите со УЕФА Б лиценца, Дејан Манчовски како помошник на главниот тренер со УЕФА С лиценца и Стефанчо Цветанов како тренер на младите категории кој има УЕФА Б лиценца. Според писменото известување објавено на Facebook профилот на клубот, ад-хок телото нагласува дека негови цели ќе бидат ревизија на досегашната работа, консолидација на сениорскиот тим и реорганизација на младинските школи. Исто така, се најавува оти ќе биде изработен и финансиски план за 2018 година. Ќе се работи и на привршување на полусезоната од првенството, а ќе се организира и годишно собрание, што не било направено повеќе од 3 години. Новиот стручен штаб на фудбалскиот клуб Осогово веќе ги повика сите играчи да дојдат на договорен состанок и тренинг на стадионот Никола Мантов, како подготовка за престојното гостување во Радовиш против Плачковица. Крводарителска акција организираше полициската станица Кучани, во која скапоцената течност ја даруваа околу 25 мина вработени. Ова е трета и последна планирана акција на полицијата за дарување крв за оваа година. Крводарителска акција спроведе полицијата од Кучани во соработка со Институтот за трансфузионна медицина од Скопје. Ова е трета и последна крводарителска акција на полицијата согласно годишниот план и програма за оваа година. Полициските службеници ја покажаа својата хуманост. Акцијата помина успешно, дарувани околу 25 единици крв. По плану и програмата за 2017 година, оваа крводарителска акција, денеска што спроведуваме во полициската станица Кочани, е трета поред и завршуваме за оваа тековна година 2017 година. Додека за 2018 година имаме веќе подготвен нов план и нова програма за 2018 година, ќе уследи со накнадни три полициски, мислам, крводарителски акции ќе бидат проведени за наредната година, така е изготвен плано, али ќе уследи накнадно тоа, кои месеци и кои дати. До денес имат се пријавено 35 полициски службеници да даруваат крв. До сега има негде 24 колеги кои се јавија доброволно да даруваат крв. До крајот на акцијата мислам дека може да биде постигнат бројот, дури и да биде надфрлен бројот за дарување на крв. Кочанската полициска станица годишно реализира 3 крводарителски акции. Во претходните 2 од оваа 2017 година беа собрани околу 50 единици крв или по 25 во двете акции. Продолжува одбележувањето на месецот на книгата во Кучани. Литературно читање се одржа во Основното училиште Раде Гратовче.
Со голем број активности продолжува обележувањето на месецот на книгата во Кочани. Членови на литературниот клуб Копнешт, што функционира во склоп на библиотеката Искра, со литературни читања пред учениците од основните и средните училишта од градот. Денес сме овде во основното училиште Раде Кратовче во општина Кочани. Ова е последното училиште од нашата општина, каде што, тоа се извинувам, имаме уште не останува уште училиштето Свети Кирил и Методи, каде што треба да појдеме и да го одржиме литературното читање, инаку ни остануваат уште училиштата од соседните општини Чишиново, Облешево и општина Зрновци, така да ете полека, но сигурно привршуваме, би рекол, со овогодишно одбележување на месецот на книгата, со кое повторно ќе напоменам дека и да шириме пораката дека книгата е најверен и најголем пријател на човекот. И јас со големо задоволство би кажал дека досега можеме да кажеме за претходните години, исто така и за оваа година, дека доста масовно се посетени нашите литературни читања од страна на учениците. Исто така благодарни сме од професорите во училиштата кои на феноменален начин ги организираат и ги собираат учениците. Исто така и секогаш слушаме убави зборови и убава поезија од нивна страна. Инаку по повод месецот на книгата, кој што се одбележува од 15 октомври до 15 ноември, библиотеката Искра реализира и други значајни активности кои имаат за цел популаризација на книгата, како и книгата да биде достапна до читателите од различни возрасти. За таа цел во теке и сајмот на книгата кој што по 12 пат се организира во Кочани, а на кои своји изданија излагаат 15 реномирани издавачки куќи од државата. По завршување на сајмот и активностите околу одбележување на месецот на книгата, Илиев најави и завршна свеченост во библиотеката Искра. Продавницата за бела техника Филаделфија отвори нов продажен салон во Кочани на локација спроти Центарот за социјални работи. Продавницата нуди широк асортиман на производи од бела техника, како и апарати за домаќинство и сончеви колектори. На денот на отворањето со попуст за клиентите и акциски цени. Продавницата за бела техника Филаделфија со продажен салон на нова локација наспроти Центарот за социјални работи во Кочани. На отворањето на новиот продажен салон, акциски цени на сите производи кои што ќе продолжат и во текот на неделата. По повод отварањето на нашиот нов салон на нашата нова локација позади стариот хотел Турист, ги покануваме сите граѓани на општина Кочани, значи да не почесат со нивното присуство и да се удоволат со акциските цени кои ги имаме, особено овој ден по повод нашето отворање, и секако во текот на неделава додека трае акцијава, додека не се потрошат количините кои што ги имаме обезбедено, значи ќе можат да се набават целокупен асортиман на бела техника за апарати за домаќинство, климатизери. Во новиот продажен салон на продавниците на Филаделфија, кој се наоѓа на нова локација, нудиме широк асортиман на производи за бела техника, вклучувајќи значи светски познатите брендови Philips, Sony, Samsung, LG. Исто така од асортиманот на климатизери имаме од нашиот увоз на брендот на Сиклер, кој што сме генерални застапници за Македонија. Филаделфија нуди голем избор на производи од бела техника и апарати за домаќинство, но и широка понуда на сончеви колектори. Продавницата за бела техника Филаделфија на денот на отворањето и со подароци за купувачите, а одговорните најавуваат дека ќе следуваат изненадувања и во иднина.
Почитувани современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.